Благодарам, потпредседателе. Имам процедурална забелешка за вас, затоа што прашањето на министерот на пратеникот беше конкретно и очекувавме конкретен одговор. Не тука слушаме некои розови работи кои што ги кажува министерката и во кои што искористи многу невистини. Дел од процедуралната забелешка е за ставот кој што постојано го споделува, вие бевте против НАТО. Почитувам потпредседателе, вие, јас и барем едно 20 пратеници, дел од министрите, бевме пратеници во минатиот парламентарен состав и сведоци сте дека сите закони од областа на безбедноста, одбраната се донесува двотретински. Со наше учество во сите тие законски решенија. И кога кажувате дека ние сме против НАТО, тоа нема да употребам како вас лага, тоа е една голема невистина која што ја кажувате. ВМРО ДПМН, почитувам председателе, потпредседателе се извинувам, во своите програмски определби од формирањето на партијата е за НАТО и за ЕУ. Во време кога некој беше со еден друг систем и со едно друго идеолошко размислување. Почитувам потпредседателе. Министерката ја злоупотреби говорницата, говорејќи за одредени работи, меѓутоа заборави да спомне дека војниците немаат зеленчук по касарните. Дека немаат основни работи. Прошетајте помеѓу војниците, доста се снимавте и сликавте со генералите по спотови почитувана министерки. Затоа, господине потпредседател, вие сте четврта година министер и досега одговорноста за сите работи е кај вас. Не барајте ВМРО. ВМРО не е власт 4 години во држава. 66-то место бевме на индексот на корупција. 111-то сме благодарение на вас. Или и тие што го прават тој индекс се од ВМРО, па затоа сме таму. Почитувам потпредседателе, ќе ве замолам, кога ќе се постави прашање од страна на пратеник, очекувам дека ќе го усмерите говорникот да зборува за прашањето кое што беше поставено. Вака видовме една економска пропагандна програма од страна на министерката, што нема додирна точка со прашањето кое што и беше поставено. Благодарам. Благодарам.